Здраво дечки, јас сум Кирил и денес продолжуваме со нашите совети заедно со Пепи од Аутоспа. Како што најавивме претходно, ќе зборуваме за керамика, односно керамичка заштита. Денес се наоѓаме тука во сервисот кај тебе во Аутоспа, кој што спомна реновират и има многу промени од последниот пат. Ќе има уште поголеми промени набрзо и се надевам набрзо тука ќе снимаме. Ја исто така се надам дека за многу брзо ќе снимаме тука, ќе имаме многу нови поинтересни епизоди. Но ајде да се вратиме на темата од претходниот пат. Денес ќе зборуваме за керамика и керамичка заштита. Керамичка заштита, да. Што е керамика, односно керамичка заштита? Само ти ме кажа, тоа е заштита на возилото, заштитува атмосферски влијанија од агресивни химикали. Каква е процедурата за... Прво треба да се исполира возилото, значи... Мора да се исполира, како што спомнав. Да, мора да се исполира во перфектна состојба, се донесе лакот. Што ќе заштитуваме ако е штетено возилото? Много јасно. И со самото полирање се отварат порите на лакот да се нанесе кој што керамиката ги пополнува. Каква е процедурата? Приметив во одреден момент дека бричаш со крпа. Со апликатор се нанесува керамичката заштита и малце побрзо треба да се работи, зависи од која од секоја керамика различно, ама треба да се работи малце побрзо за да не се исуши керамиката. Се нанесува, кратко време стои и се брише остатокот. Добро, а колку слоја се нанесуваат и зашто рачно се нанесува? Секоја керамика различно. Има керамики што со пиштол се нанесуваат, керамиката ние што ја користиме се нанесува рачно. Може повеќе слоја да се нанесуваат, нели за поголема заштита. Нема правило дека мора да се нанесат 3 слоја, 2 слоја, 1? Нема. За поголема заштита повеќе слоеви се нанесуваат. Добро. Се нанесува само рачно или има и други видови? Не, како што кажав, има и со пиштол се нанесуваат. Пиштол машински? Да. Не сум го знал дека има и таква опција. Разлика? Нема некоја разлика. Зависи керамиката, едни се направени да се нанесуваат рачно, други... Добро, Пепи, јас тука сега би видел неколку митови што обично ги кажуваат по интернет за керамичка заштита, односно првото како што имам запишано е дали е точно дека со керамичка заштита кога ќе се нанесе дека веќе никош нема се пере колата. Не е точно. Се заштедуваат огромни суми на пари. Се заштедуваат пари, но не е точно дека не треба да се пере воопшто возилото. Кој што видовме, значи самата керамичка заштита, буквално водата бега од колата. Не се задржува на возилото. Буквално ти ни демонстрираше како на оној дел каде што има керамичка заштита и онаму каде што нема, со вода кога поминуваш, водата буквално бега на делот каде што има керамика. На другиот дел се гледа како постанува. Иако бојата на колата беше малку посветла, па не се приметува толку многу, но сепак водата бега. Се надам дека со тоа и прашината... Да, и нечистотијата не се задржува. Сега не е дека воопшто нема да се испрља, но дел од нечистотијата не се задржува и затоа перењето е многу полесно. Дали тоа значи кога не се става шампон? Не се става. Не се става шампон во секој случај, со тоа што има посебни шампони за перење, шампони кои што, значи, не треба се пере со агресивни химикали едноставно. Еден мит, делумно, значи сепак заштитува до некаде, но не е дека нема никош да се испере колата. Вториот мит е дека кола со керамичка заштита веќе никогаш нема да се изгребе. Дури прикажуваат видеа како дираат со клуч, со упалјач, па дури дека со крпа прегрешуваат и веќе гребеницата нема. Точно? Делумно, со клjuč дека нема да се изгребе, тоа не е точно. Со клjuč дефинитивно ќе се изгребе. Да. Дел од керамиките заштитуваат, јас лично имам тестирано со упалјач. И да, со упалјач се гребе нели возилото, со крпа вие ќе избришете дел, уствари тоа се оштетува керамиката. Ќе избришете и гребаницата не се гледа, но сепак останува... Делумно е навистина точно дека со крпа може да се помине и тие ситни гребаници да ги снема?
останува како многу ситна гребаница која што треба под сијалици да ја ставите за да ја видите. Третиот мит е дека керамиката трае вечно. Не. Тоа е малце дискутабилно, значи може да ставиме се на возило керамика, во гаража да се стави да се покрие и така да стои 30 години, кога ќе се открие ќе има керамика. Но кола што се вози секој ден не може да трае вечно. Траењето многу зависи од одржувањето. Ако доколку се одржува правилно, ќе трае. Зависи, сега брендовите даваат керамичка заштита со година, две, со 5 години гаранција. Има различни видови, да. Во поглед на траењето на керамиката, значи има 6 месеци, година, 5 години. Има разлика во цврстината на керамиката. Цврстината? Да, и во отпорноста на хемикалиите. Да, ти кога ја нанесуваш, ја спомна дека мора малку побрзо да се работи, од причина што ако се остави керамиката, а не се нанесе како што треба, Ако не се изврши, да, ќе се ќе се исуши. исуши и дека ќе се направат одредени штети. На што Да. точно мислеше? Зависи од керамиката, во принцип, ако остане, ако се исуши керамиката, матира. После тоа е многу тешко да... Керамиката е процедна, нема ни боја. Да. Многу малку примети дека се нанесува, дали е толку цврста. Да, и затоа можем да ви покажам кога бев на академија во Perfect Service. Има чест од еден бренд за керамика да им дадат како изгледа уствари керамиката. За сушена керамика. Да, во парче керамика. Добро, тука ќе се надоврзам на негативните страни. Значи, освен тоа што ќе се засуши и ќе матира, дали има некои други негативни работи со керамиката, на кои што треба ние да внимаваме и што ако се случи таков пример да матира керамиката, што се случува, кои се процесите после? После тоа треба да се исмиргува тој дел за да се симне керамиката, па да се полира. Целосно? Да, делот каде што е матирано, да. Тоа е сериозен проблем, значи. Да, до толку е цврста. Како се одржува керамиката? Дали има некој начин, некој правило за одржување на керамика, за да ни трае подолго? Едноставно правилно перење, без агресивни хемикали. Добро, Ќе збориме во некоја наредна емисија, ќе објасниме какво е правилно перење. На нашите фикеле кои што оние што не следат на Инстаграм веќе знаат, сме во процес на реставрација и ти ме советуваш да ставиме керамика за да прво да ја заштитиме, второ ми кажа дека се добива убав сјај на бојата. Да, добина добива бојата и многу поголем сјај. Добро, тоа ќе го снимиме во некоја наредно видео и ќе зборуваме многу повеќе директно со колата, односно од колата како се работи. Тука ќе се одјавам, тука ќе завршиме. Фала ти многу за ова советување за керамичка заштита и се гледаме многу наскоро со нова видео. Се гледаме. Чао.